Добро вечер и добре дојдовте на вториот онлайн Pitch Preach. Ова ни е втор пандемиски Pitch Preach, насловен школски приказни. Прво би сакала на сите да ви се заблагодарам за присуството. Гледам тука на Zoom многу луѓе што ги познавам по имиња, така што фала ви на сите што дојдовте. Иако не сме во живо заедно, се чувствувам дека ова е можеби најблиско што може да дојдеме до вас. Исто така на сите тие што не следат на нашата Facebook страница, ви благодариме што не следите и се надевам дека се надеваме дека ќе ви прикажеме уште едно интересно издание на Pitch Preach. Бидејќи настанот е малку технички захтевен и е тројазичен, би сакале на почетокот да ви обрнеме внимание на некои технички детали. Здраво на сите и од мене. Ова е многу интересен, нели, Pitch Preach со самото тоа што само секунда, јас би ја замолила Јана да го уклучи микрофонот на двете преведувачки, а тоа се токму техничките детали за кои што сега ќе зборувам. Значи, техничките детали. Прво, благодарност за тоа што дојдовте секако и што не поддржувате и следите и во текот на пандемијата. Се надеваме дека содржината што денес ќе ви ја понудиме, ќе биде доста интересна и ќе го заслужи вашето внимание. Техничките детали за кои што станува збор, всушност се можностите за превод што ни ги нуди Zoom како алатка. Ако го погледнете дното на Zoom екранот, предпоставувам дека треба да ви се појави во десниот дел една икона Interpretation, односно толкување. Би предпоставила дека ги послушавте нашите препораки и дека имате ажурирана верзија на Zoom. Ако тоа е така, тогаш треба да имате иконата за превод и штом ја кликнете, ви се појавуваат двата јазика на кои што може да го слушате преводот. Тоа значи дека ако ние тука зборуваме на албански, а вам ви е потребен превод кон македонски, ќе изберете Macedonian, македонски, и ќе слушате на тој канал. Потоа ќе се вратите на оф, односно ќе го исклучите преводот, доколку она што се зборува тука меѓу нас е на јазик што го разбирате. Важи и спротивното секако, ако се зборува македонски, а вие сакате да слушате албански превод, тогаш го кликнувате каналот за албански. Се надевам дека беше ова доволно јасно. Ако имате било какви технички проблеми, тука е Нена Тонкин, кој што е нашата техничка поддршка и општа поддршка секогаш, многу му благодариме. Доколку имате проблем, значи впишете го во полето за разговор, односно во полето за чат, или директно до Ненат, или за сите, па ние ќе видиме и ќе се обидеме да изреагираме и да ги средиме проблемите колку што е можно побрзо. Посебно ни е драго што овој Pitch Preach го правиме заедно со Трегиме Пјешкаш, албанската верзија на Pitch Preach, зад која стои Гудзим Нухиу. И би сакала да го представам сега Гудзим, можеби да ни каже нешто повеќе за Трегиме Пјешкаш, а може и на албански да кажеш нешто околу техничките детали евентуално. Фала, Гудзим. Само да го анмјутнете Гудзим и да му даете, ево го. Здраво. Мир мрама. Po e fillojmë kështu edhe këtë edicion të Tregime Pjeshkash. Këtë vit do të ndodh së bashku me Pitch Preach ose të themi eventin që më inspiron për ta realizuar Tregime Pjeshkash, duke qenë se ky event i cilin e realizojmë për herë të katërt sot është i bazuar totalisht në idenë e Rumenës edhe Anës, në ato që njihet më si Pitch Preach. Këtë vit, një vit i ranë për gjithë neve, edhe Pitch Preach po vjen ndryshe, edhe bashkë me Tregime Pjeshkash, në këtë event sonte me temë rrëfime shkollore, ku gra do të tregojnë tregime të ndryshme nga role të ndryshme në aspekt të shkollës, arsimit në përgjithësi. Duke qenë se për herë të parë jemi në 3 gjuhë, në ato shqipe, maqedone dhe serbe. Në pjesën poshtë të Zoomit keni pjesën Interpretation, një ikon ku mund të klikoni, për të gjithë ju që nuk kuptoni gjuhën maqedone, keni hapësinë ta dëgjoni në përkthim shqip, edhe për gjithë ju që nuk kuptoni, për gjithë ata që nuk kuptojnë maqedonisht kanë opsion të që nuk kuptojnë gjuhën shqipe, kanë opsion të na dëgjojnë në gjuhën maqedone. Unë nuk do të zgjatem më shumë në këtë pjesë, po e lë Anën edhe Rumenën të prezantojnë
forse na par. Пред да почнеме, фала многу Гудзим. Воодушевена сум дека функционира ова на ваков начин. Прв пат сум на Zoom со симултан превод и многу ми е интересно. Сакам прво пред да почнеме да ги представуваме раскажувачките, малку да позбориме за тоа зошто се решивме за оваа тема, па Ана, ако може да ни кажеш нешто во врска со тоа. Така, темата школски приказни е всушност тема што произлезе уште кога зборувавме за Сега кажувам, меѓутоа нешто повеќе Румена ќе ни каже за тоа, а нашата цел со оваа тема беше всушност да ги разгледаме различните женски доживувања кои што се однесуваат на образованието од различни аспекти и од различни улоги. Знаеме дека жените се представуваат големо мнозинство во просветниот кадар, во просветата, дури и на раководните позиции таму. Значи, многу од нивните искуства се врзани. Со тоа, исто така, сите сме биле во скоро сите сме биле во школските клупи и голем дел од доживувањата и од траумите што ги носиме од детството потекнуваат од таму. И сега, особено во овој пандемиски контекст, фасцинантно е како тоа постојано се повторува дека товарот на пандемијата паднал врз грбот на жените, од кои што често се очекува, и тоа за оние жени што веќе се во некои подобри, покомфортни услови, да се очекува од нив, значи да работат од дома, да го одржат на ниво на продуктивност, така да ја наречам во доста капиталистички термин. Истовремено да ги надгледуваат школските деца кои што исто така учат на дистанца, на растојание од домашниот лаптоп, да го спроведуваат цело надгледување врз нив и функционалноста на техничките помагала што децата ги користат и се задолжени за домашните работи. Освен тоа, тука секогаш е товарот, редовниот товар на домашните обврски кои што традиционално жената треба да го преземе, и оние мали услуги кои што беа често со сомнителен квалитет или недоволен квалитет, кои што беа достапни од типот на грижа за деца во градинки, помош околу храна и така натаму, помош околу чистење на домот, сега веќе се целосно недостапни поради пандемијата. Така што ова ни беше доста доволен мотив да ја искористиме оваа тема и да дадеме збор на жени кои што ќе разговараат за различни, ќе раскажат за различните аспекти на пандемијата, односно на школските приказни во време на пандемија. Така, покрај овие аспекти што ги спомна Ана, исто така забележавме уште кога тргнавме со Сега кажувам, дека најголемиот дел од искуствата кои што ги споделуваа жените беа искуства од образованието, значи сексуално малтретирање токму во нашите образовни установи, што на известен начин го прави и образованието женска приказна, меѓутоа од еден многу друг, инаков, еден мрачен агол. Дополнително овие денови се баш на тапет темите за образованието поради реформите во школството, така што мислиме дека баш во еден добар момент ја фативме оваа тема за која што секако можеме да зборуваме со денови. Меѓутоа, ајде да видиме сега како факол ќе фатат нашите раскажувачки. Па ајде, Ана, ако сакаш да ја представиш нашата прва. Да, започнуваме со нашата прва раскажувачка, тоа е Тања Баевтимовска, Татјана Баевтимовска, да ја представам најофицијално. Родена е во 1977 година во Скопје и е професорка по македонски јазик и литература, истовремено и лекторка по македонски јазик, авторка на бројни текстови од областа на македонистиката и 3 поголеми дела, 2 теориски за есеот како жанр во македонската книжевност и за спиралните текстови, и еднојазично за современиот македонски јазик во новинарството. Македонистка и мајка се двете најважни работи, односно идентитетски определби за Тања. Тања, повелете, ви даваме збор да го скршите мразот на овој онлайн пич-прич. Добро вечер, многу одговорна функција мора да признам. Јас веќе 20 години работам како професор по македонски јазик и литература. И иако од време на време, од лево, од десно, се влеваат и некои други притоки во моето работно секојдневие, така да кажам. Мислам дека ја имам она судбина на социјализмот, се вработуваш еднаш на неопределено време и решаваш животно прашање. Уште да го решиш стамбеното и брачното и те сметаат за средена, односно смирена.
Може би нема да раскажам една целовита приказна, но ќе раскажам две помали случки кои според мене се 2-3 епизоди на истата приказна. Првата се случи минатата учебна година, на почетокот од карантинот, од затворањето, така да речам, и на почетокот од виртуелното училиште. Сега, поради пристапот кон работата во меѓународното училиште во кое што работам, нам виртуелната настава не ни беше сосема нова приказна, бидејќи ние веќе некое време ја користавме и паралелно со традиционалната. Сепак по тој фамозен 11 март, по целосното преселување нели во виртуелниот простор, не можам да речам дека не бевме затекнати, сплашани, дури и вознемирани од новата реалност. Не беше потребно време да се соземеме, а тоа време се разбира го немавме, бидејќи притисокот и неудобноста се ширеа така во воздухот, густи и лепливи како восок, да речем. Сега да имаш вообичаено часови, да ги поздравуваш учениците, да се смееш прашувајќи ги што има ново или како си го поминале викендот, додека надвор нели се објавува прво вонредна состојба, па потоа и полициски час. Навистина немаше зошто да се лажеме дека се е како што треба, само ете ние така по сила на некои привремени околности сме решиле да ги користиме благодетите на придобивката наречена интернет. И така, имав ја час со македонски јазик и литература во 4-та година, една шарена и весела група матуранти, од кои по некој секој втори час има различен изговор зошто не ја вклучува камерата. А јас пак при тоа така, не годувам еднаш на 10 минути, да не речам мрчам, за да не ја правиме нели целосно орвеловската. Јас да им се обраќам на букви и на ватари, а тие мене да ме дзиркаат низ клучалка. И така повлече или потегне, некако се разбираме, еден час, мислам дека ја работевме диво месо на Горан Стефановски, ова го кажувам бака како фуснота. Гледам дека, така, еден ученик се вклучил од својата убава сончева тераса и дечкото си запалил цигара среде час. Го понела атмосферата на часот, нели. Го гледам и му велам, па добро бе, Петко, нели, дали ти тоа навистина пушиш среде час или мене ми се причинува, добро ли гледам? Ученикот се збуни, вака, веројатно се затекна, бидејќи не го очекуваше моето директно прашање, а може би и не беше сосема свесен дека нели е вклучена камера, бидејќи може би во тој момент гледал нешто друго. Ми вели, па професорке, дома сум. Јас признавам не избројав до 10, некако знам да бидам на врапите и брза, му велам, добро, ако си дома, па може и нешто така жестоко да дрмнеш на следниот час, па ете, да пратиш некоја порака, кога веќе нели си полнолетен и доволно возрастен за да пушиш нели дома. И си велам потоа, ќути Тањо, не им дава идеи, нели многу, затоа што не дека има нешто што не би направиле. Но признавам дека одговорот ме затекна, не толку затоа што постапката беше дрска, не толку затоа што одговорот беше дрзок, толку затоа што беше точен. Следната случка ми се случи идентично на 2 пати. Со 2 ученички. Ние среде часовите нели сме со исклучени микрофони, мјутнати сме, како што се вели тоа сега. Но кога разговараме, нели секој од нас ги вклучува микрофоните. И јас нешто зборувам, се обраќам, една ученичка сака да одговори, го вклучува микрофонот и од незината страна, веројатно поради отворениот прозорец, се слуша вознемирувачки силен звук на брза помош, на сирена на амбулантно возило. Таа се обидува нели да се надвика со звукот, ние се правиме дека е се во ред и иако нели сме вознемирани, ете некако глумиме дека е тоа нормално и дека додека некој таму умира и се бори за здив, ние насушно мора да зборуваме например за експресионизмот во книжевноста. Што е НЗС од двете случаи? При тоа да спомнам дека и
паралелно, нели, се случуваше и мојата приватна ситуација во која како листовите на лепезата на ладалото, јас си ги расширував, си ги растворав, нели, сите мои јас, за да и одговорам на ситуацијата. Па така, едно јас, нели, во моментот мораше да држи час, друго јас да го воспитува, да се грижи, да, нели, да го чува детето, трето јас да биде квалитетна вработена, да одговара на мејлови брзо и сигурно, четврто јас да готви ручек и така натаму. Фасцинантна е контроверзноста на ситуацијата во која се најдовме сите, помалку или повеќе неподготвени, без оглед на степенот на технологијата со која што располагавме. Велам контроверзност, затоа што никако пандемијата не ги испомеша реалностите, не ги испресечка, не принуди да ги живееме истовремено. Значи, никако до тога што ги живеевме едно по друго сите наши реалности, туку не ги измиксира идентитетите и станавме принудени сите видови на тој идентитет или сите слоеви на нашето јас да ги живееме во истиот миг. Значи, јас во ист миг да бидам и професорка, и мајка, и градинарка, а во истиот миг, нели, моите ученици да бидат и ќерки, синови, момчиња, девојки нечи или внуки и внуци. Како екранот во кој што гледаме да не привлекува како некаков магнет во виртуелниот простор, во тој службен или официјален простор, како да живееме во некаков меур или во некоја, ако сакате, виртуелна стега или решетка, и ни вели, се додека зјапаш во мене, се додека нешто се случува кај мене, ти не си ниту приватна личност, ниту пак си во својот приватен простор. Дечкото со цигарата се обиде тоа да го игнорира, да го гледа виртуелниот простор од својата, од приватната страна, и мене се разбира, таа негова постапка не ми се допадна, јас го прекорив. Ученичките пак, и двете, со кои што се случи таа заднина со звук на брза помош, се обидуваат да се одржуваат во професионалниот меур и да го игнорираат својот приватен простор, затоа што, нели, се обидуваат да бидат професионални, да бидат стоици. И токму тоа сега што го спомнав, токму тоа стоичко поднесување, нели, на таа наша измиксирана реалност е она што мене ме потресуваше и се уште ме потресува. Навистина е потресно да се видат и учениците и да се видиме и сами себе, колку сме исплашени и вознемирени, колку имаме прашања, нели, до кога се тоа ќе трае, дали ние ќе бидеме уште една генерација без матура, без матурска забава, а сепак се обидуваме, нели, да пливаме, дали по сопствена волја или по инерција, бидејќи што друго ни преостанува. И како што, ете, за некој виртуелен настап сме хибридно и малку гротескно облечени, горе колку толку пристоени, а долу по пижами. Се колнам дека во моментов не сум по пижами. Така изгледа и нашата реалност, во која истовремено сме по школа, дома, малку на некоја сончева тераса, малку на тест. Но сепак сакам да кажам едно големо браво за сите нас стоици. Благодарам. Фала многу, Тања. Сега ќе се појавам и со видео. Има малку едно кратко време додека се појавиме сите и додека ви искоментираме. Знам дека е исто малку чудно да не, како раскажувачки, да не добивате никаква повратна информација од публиката. Обично кога сме во живо, се слушаат, се гледаме, се слуша луѓе како се смеат, се буцкаат, имате некаков фидбек, што би се рекло, повратна информација. Овде не. Но Тања, многу ти благодарам. Искрено, од една страна ни ги представи овие подвоени сите личности кои што мора да ги имаме сите овие улоги. Меѓутоа и ти како професорка се зафати од страната исто така да погледнеш она
она улога, тоест не улога, она што им се случува сега на учениците, зашто многу ти благодарам. Фала уште еднаш, лично и што прифати да бидеш овде со нас денеска. Гудзим, би сакала да те замолам да ни ја представиш Мерита. Мерита е... Мерита është mësuese e arsimtare matematikës në një shkollë fillore në Shkup. Ajo beson se mësuesit janë një nga faktorët kryesorë në zhvillimin e fëmijëve dhe dëshiron ta jap një mësim tek nxënësit e tyre, të nxënësit e saj, që të gjithë duhet të dinë që dallimet mes nxënësve ose dallimet mes njëri tjetrit janë një vlerë. Urdhëro Merita. Përshëndetje, zdravo. Окей, се гледаме. Здраво Ана, здраво Румена, фала на покана и искрено ви посакувам да организирате уште многу слични евенти и што повеќе да се слуша гласот на успешните жени. Фалемдери Гудзим, gjithashtu edhe ti edhe shumë vite të vazhdojsh ta organizojsh këtë event edhe sa do t'ja dalish. Tema që e keni zgjedhur për këtë vit në Pitch Bridge nuk ka fund se sa mund të flas unë për këtë temë, po guximi disa herë ma ceki Merita 10 minuta, Merita 10 minuta, kështu që guxim prej tash më fal nëse pak e zgjas, po do të mundona tjetë 10 minuta. Isha shumë dilemë cilën pjesë ta preki, cilat storje do jenë më interesant, po njëkohësisht ta përçoj një mesazh te shikuesit. Do filloj me komentin e parë, që e marr në shumtën e rasteve kur më pyesin njerëz çka ke kry dhe çka punon. Kur u them matematik, një pjesë e njerëzve ma kthejnë po pse matematik, mbasi e don matematikën, pse nuk je regjistru në Finkin, fejt, arkitekturë, kështu me radhë se e dini, aty janë paret. Ndërsa një pjesë e njerëzve habiten ose fascinohen dhe u lëm përshtypje realisht se është drejtim deficitar edhe ka shumë pak viteve të fundit që regjistrohen në këtë drejtim. Mbas kësaj, kur vjen pjesa se çka punon, edhe u tregoj se ligjeroj në shkollë fillore, jam arsimtare matematikës, në sy u vrehet si një të shprem ose zhgënjim edhe vazhdojnë komentet. E ke kry gjithat fakultet edhe punon arsimtare. Ti vlen ma shumë se sa kjo që punon, nuk është ky profesion për ty, si të pëlqen kjo punë, e kështu me radhë, shumë komente të ngjashme. Këtu mendoj kuptohet se sa të degradum realisht janë sot mësimdhënësit, sa shumë i ka humb vlera këtij profesioni edhe pse janë baza edhe janë pjesë shumë e rëndësishme e shkollimit të fëmijëve. Po, krejt kjo fundja vjen si rezultat i politikave të gabuara arsimore. Edhe përkundër rrethanave, mundësive, demotivimit, kushteve në të cilat punojmë, vlen ceket se ne prapë në sy të fëmijëve jemi një role model, mundësom edhe kemi një ndikim shumë të madh në zhvillimin e tyre. E kjo është e vetmja që nuk ka ndryshu, do me thënë prej kohësh percepimi i fëmijëve ndaj nesh, ndaj arsimtarëve. Edhe kjo është në fakt motivimi i vetëm edhe gjëja kryesore që të paktën mua më bën që ta du punën që e bëj edhe t'i përkushtojm me shumë dashuri edhe shumë energji. Ka afër 2 vite, edhe pak 2 vite, prej kur u punësova, edhe fillova të punoj në mënyrë që klasa në fakt të funksionoj si një bashkësi, edhe fokusi mos tjetë të lënda e matematikës, po primare t'jenë zhvillimi, formimi karakterit, vetëdijësimi, si edhe respekti mes ndryshimeve që na karakterizon secilin prej neve, se secili normal jemi ndryshe. Mu personalisht në këtë aspekt më ka ndihmu mjaft lënda matematika, pasi përveç kalkulimeve që më kanë tërheq, unë e kam pa ndryshe esencën e kësaj lëmie. Kam patjetër të flas edhe pak për matematikën. Më ka mësu, do me thënë për jetë, më ka mësu të kem një qëllim,
të arrit një rezultat, të vëndoj një kuptim çdo veprimi që e bëj, edhe më kam mësu të formoj në fakt mundësi edhe rrugë të reja për së pari të nxjerri problemet në fletë, e mandej të zgjedhin problemet. Une, si matematiciente, po t'ja u thjeshtësoj pak, matematikën e shoh si një sens i formave, i lidhjeve, i relacioneve, do me thënë çdo relacioni, edhe them sens pasi çdo njeri e ka këtë aftësi, po nuk janë të vetëdijshëm. Do ta marr shembull që unë mbaj syza edhe ndihmojnë që të shoh larg, po e kam të dëmtuar sensin e të shikuarit. Në tjetër mënyrë, shumë njerëz nuk e shfrytëzojnë sensin, ta quaj sensin e matematikës, e lënë prej në fëmini si të dëmtuar, edhe pajtohen pa vedije me atë se e kam një tëmet, unë nuk di matematikë, edhe ajo është. Edhe pse kudo që dalim, kudo që të shkojmë, gjithkund rreth nesh, do me thënë ka çdo pjesë të natyrës, çdo pjesë tjetër ka një relacion me të vërtet shumë të ngushtë me matematikën. Thash, për mua është një rrugë që ndihmon ta shohim botën në perspektiva të ndryshme edhe ta gjejmë më lehtë një kuptim ndoshta tjetës. Kjo është ajo që kam ka bo, mu në fakt ta formoj një raport, mendoj mjaft mirë me nxënësit, ta afrohem edhe t'i kuptoj. Prej kur kam qenë unë vetë nxënëse, mu më ka pengu shumë hierarkia e shkollës, sepse i kam parë arsimtarë se çdo janë aty për të na përkra, edhe për t'i përkra gjithë nxënësit, edhe në anën tjetër ato kërkojnë që neve të heshtim, të jemi të ndëgjueshëm edhe t'i pranojmë krejt vendimet që i merr dikush mbi nxënësit. Po sot, në rolin e arsimtarit, prapë më pengon se sa pak hapësirë kanë nxënësit për të shprehë dhe për ta tregu kreativitetin, edhe ky sistem fakt i hierarkisë nuk i lën që ata ta zhvillojnë kreativitetin edhe imagjinatën. Shkollat sot në përgjithësi vazhdojnë funksionojnë në të njëjtën mënyrë sikur kanë qenë prind e mi konkretisht nxënës, sikur unë kur kam qenë nxënëse, edhe pse nevojat dhe realiteti i këtyre 3 gjeneratave, do me thënë nuk kanë asnjë pikë të përbashkët, duke marrë parasysh se teknologjia sot është mbi të gjitha dhe mendoj se duhet të përshtatemi pak a shumë me kohën e t'i bëjmë fëmijët më të gjendshëm që t'i përgatisim për të ardhmen. Unë e përkraj plotësisht vendimin e Ministrisë për platformat e reja që planifikon t'i bëjnë, t'i grupojnë disa lëndë, t'i shtojnë disa lëndë të reja që t'i përgatisin fëmijët për jetë dhe jo vetëm formula, teorema, definicione. Do me thënë, mësimit klasik i ka kalu koha, duhet reforma të reja. E në fund, e lash pasi vetë tema është rrëfime shkollore, e ndajta një storje shkurt do e tregoj, mos ta zgjati shumë. Në marrëveshje me prind e një nxënëses, e mora në shtëpi që të ndihmoj sepse kishte pak pengesa edhe ishte mbrapa me mësime. Duke i shpjegu, më thot, duke ushtru, duke zgjedhë detyra, më thot, mësuese, a bën ta shfrytëzoj toaletin? Më thon, po patjetër. Kalon 5 minuta, pres të del, s'ka. Them, mos ka ndonjë problem, vajza shkoi, trokas në derë, më thot, tash mësuese dal vetëm edhe pak. Okej, thom, mos ta vëndojnë siklet, vajzën, po pres. Kalon edhe 5 minuta, 7 minuta, edhe prap mendojmë, a të shkoj ti trokas në derë, jo, se a është krejt okej. Edhe shkoj, thom, a është krejt në rregull? Po, mësuese, gati. Edhe hap derën, edhe ndore kishte këtë vizatim. Në toalet të une. Edhe le që e ka vizatu fletën, po edhe në banjo ishte krejt në gjyra, krejt gjigja, po ajo s'ka rëndësi. Kjo është me rëndësi edhe kjo në fakt mbush me jetë. Kjo ishte prej meje. Faleminderit. Ви благодарам многу, Мерита, за ова извонредна приказна. Не само што ни го стопливте срцето и не само што 100% се согласувам, а
со се што кажавте во однос на тоа како традиционалното образование, всушност, освен што ќе ги поднаучи нешто децата, главното што го прави е што им ги сече крилјата и потоа лутаат во животот барајќи државна работа или партија за да можат да се снајдат. Се надеваме дека ќе дојдат конечно тие нови денови, не знам дали преку оваа реформа или преку притисок или преку на дело, преку луѓе како самата вие, што навистина создавате онаа промена и премин кон изучување на критичко размислување, креативно размислување, носење на одлуки кај децата. Тоа се сите области кои што се многу важни, а кои што целосно се занемарени во традиционалното образование. Може да видите дека ова тема што навистина ја сакам, затоа што јас се расприкажав. Меѓутоа е навистина одлична и многу наменски добро избрана приказна баш за овој момент. Ви честитам, ви посакувам никогаш да не го изгубите ентузијазмот, затоа што се троши поради цело обкружување кај нас. Отпорот кај родителите, отпорот кај другите наставници знаат често да децата тоа го прифаќаат, но оние што имаат поголема моќ од нив знаат да бидат малку напорни. Ви благодарам многу што ја покренавте оваа многу важна Хвала и на вас. И сега и давам збора на Румена. Повелете. Фала многу, се сложувам сосема со Ана да не се повторувам. Фала исто многу Мерита. Јас веќе кога сме кај ентузијазмот и креативноста, мене ми е огромна чест да ви ја представам Ружица Марјановиќ. Ружица Марјановиќ е интернационалниот компонент од нашиот вечерашен Pitch Preach. Обично имаме гостинка од странство, се случува таа гостинка да е од просторите на поранешна Југославија и да зборува на својот мајчин јазик, српски, хрватски, босански, црногорски, како и да е. Немаме превод на македонски за Ружица, но имаме превод на албански. За Ружица сакам да кажам дека ја запознав на фестивалот на Пола пута, кој што е фестивал што таа го има покренато заедно со неколку професорки од гимназијата каде што работи, а тоа е Ужичката гимназија, значи во Ужице, Србија. Ружица го има покренат овој фестивал заедно со професорот и писател Ненад Величковиќ, кој што инаку го знаеме како минатогодишниот добитник на наградата Друга приказна во Скопје. Ненад е исто така еден извонреден професор и писател кој што се занимава со реформите во образованието. И од тој аспект јас морам малку лично да ја представам Ружица, затоа што јас не сум видела нешто такво како тоа што го прави таа. Јас бев учесничка на тој фестивал и каде што Ружица има организирано, ги има инспирирано учениците во нејзината гимназија масовно да читаат и да бидат вклучени во книжевните настани кои што таа ги организира заедно со своите колешки и со Ненад. Тоа е еден фестивал кој што ги надминува сите граници, зборувам и за физички граници, бидејќи се случува помеѓу на Пола пута, помеѓу Сараево и Белград. Меѓутоа исто така е фестивал каде што ги надминува сите очекувања, затоа што јас не сум видела некој да е толку мотивиран и да создава таква младина како што создава Ружица. И посебно ми е драго кога сватив дека ќе зборуваме за образование, реков мора Ружица да ја викнеме. За мене Ружица е, не знам, инспирација како треба да се однесува еден професор. Извини Ружица, така што да сигурно ти е незгодно. Исто така Ружица е уредничка на едицијата Мала кутија, која што ги опфаќа авторите од овој реон и исто така е, заборавив како се кажа, часови читања. Тоа е исто така уредничка на таа книга. Ружица активно се бави со промоција на читањето и на регионалните автори во Србија и се надеваме дека ќе на ваков начин ќе ја прикажаме исто на македонската публика. Ружица, фала ти многу што си тука со нас и повели. Hvala Rumena, meni je zadovoljstvo što mogu da učestvujem na ovom online festivalu i već 2 dana sam planirala da prvu rečenicu izgovorim na makedonskom, ali me je bilo sramota. Dakle, polagala sam makedonski, moja baka Ujna je makedonka iz Skoplja i njoj su se smejali kako izgledao njen makedonski, za mene sam sigurna da me ne biste razumeli. Ali hajde, ništa od mog makedonskog, ali ja vas sve razumem i jako mi prija da slušam makedonski i da čitam na makedonskom. Hvala za ove divne reči o festivalu i tih 4-5 dana to jeste ono što mi doživljavamo kao školu kakva bi ona trebala da bude.
Dakle, to je škola u kojoj bi se sve radilo dobrovoljno. Nažalost, škola u ostatku godine nije takva i naravno da mi predajemo i deci koju niti književnost interesuju, niti u tome žele da učestvuju, ali nešto od te festivalske atmosfere do njih stigne i mi nekako verujemo u kumulativno dejstvo, da ako jednom čuješ, nekad kasnije će to negde da proradi. Međutim, iskustvo online nastave prošle godine, vrlo radikalni prelaz na online nastavu, je pokazao neke aspekte škole o kojima mi nismo mnogo znali. Pre svega, većina nas ima, mi to zovemo oficir za vezu. Dakle, pošaljemo informaciju pre korone. Pošaljete informaciju jednom učeniku, a on onda ubaci to na njihovu unutrašnju grupu, dakle na Instagramu ili Facebooku, i to znate da su tada svi informaciju dobili. Tako se šalju domaći zadaci, tako se šalju sve informacije. I to je izgledalo super, dok mi nismo prešli na online nastavu. To se desilo naravno iznenada i kompletno školski sistem je prešao na naše privatne resurse. Meni je najveća trauma bilo da raspravim kuću, da nađem deo koji mogu da pokažem svojim đacima, dok nisam otkrila da mogu da postavim blurb pozadi. Ali pošto su naši bosanski prijatelji par dana pre nas krenuli na Google učionicu, ja sam zaista znala kako to sve funkcioniše i prva naravno, a ima ona narodna prvi petao završi u supi, koji se prvi javi, ja sam završila u supi. Ja sam poslala đacima kod da uđe u učionicu i ispostavilo se da naši učenici 3. razreda matematičkog smera ne razumeju šta je privatno, šta je javno. Oni su na Google učionici počeli da razgovaraju kao na privatnom četu i mi smo prvi put, barem ja, sam prvi put mogla da vidim kako izgleda njihova unutrašnja komunikacija, o kojoj ništa nismo znali. Nije prijalo. Dakle, i onda smo posle 2 dana uspeli da se dogovorimo šta je učionica, šta je njihova privatna komunikacija. Ispostavit će se da su sve alatke za rad jako dobre, ali da su napravljene za potpuno druge kulture. Dakle, to je sjajno funkcionisalo jer su neka deca koju ne vidite u odeljenju jako su tiha, imala priliku da ih sad zaista vidite, ali se isto tako desilo da je krenula manijakalna prepisivačka aktivnost. Mi živimo u kulturi u kojoj je prepisivanje i falsifikovanje dozvoljeno, u kojoj ministri falsifikuju doktorske diplome, pa zašto ne biste vi kao đak falsifikovali. Ja sam shvatila da čitam besomučno koješta prekopirano sa interneta i ne mogu to da radim i rešila sam da deca odgovaraju i da sa njima razgovaram, kako bismo rekli, 1 na 1 na Google učionici. To je značilo od 8 ujutru do 8 uveče sa pauzama od po 15 minuta za eventualnu kafu, toalet i brzu hranu. Dakle, strašnog intenzivnog rada do mere da mi je pas postao depresivan i u jednom trenutku uskočio u kadar. Dakle, otprilike sediš u kući, a nemate nigde da me maziš i onda sam u jednom trenutku morala da držim psa u naručju i da držim čas. To se pokazalo vrlo čudno i vrlo neobično. Međutim, iskustva i drugih kolega su bila vrlo neobična, ali kada smo sada krenuli neposredno pre konačnog zatvaranja škole i prelaska na online, mi smo imali neku čudnu kombinaciju. Deca iz osnovne škole su išla u školu iz nižih razreda. Viši razredi su pratili na nekakvim platformama, a srednjoškolci su išli 15 dana u školu, 7 dana u školu, 7 dana ne. Imate grupu koja je u školi i grupu s kojom ste online. Mi smo radili dupli posao. Dakle, ja odem u školu, držim časove, a onda se vratim kući i držim časove online ovoj deci koja ne idu u školu. Ministar nam je brojao sate, izračunao da mi imamo 15 minuta, čas kraj kraće, nešto tamo ima neku čudnu matematiku od koje smo odustali, ali se ispostavilo da naši đaci, kad im kažemo da su na online nastavi tih 7 dana, oni to razumeju kao da ne idu u školu. Tako da je bio potpuni kolaps na raznim nivoima, međutim, moja prijateljica koja radi kao nastavnica ima decu u sva ta 3 uzrasta, ona je nesretna žena, imala Excel tabelu. Koje dete vodi u školu, koje dete kada nastavi, ko je u 7:30 ujutru na nastavi, ko mora da bude online, ko ne. I posle 2 nedelje je potpuno kolabirala i dogovorila se sa suprugom da on preuzme sledeće nedelje brigu koje dete ide u školu, koje prati preko RTS-a časove, ko ide na online popodne i tako dalje. Utorak su svi bili već pogubljeni, niko nije stigao na vreme na tamo gde je trebao da ide. Dakle, sve je postalo prilično haotično. Međutim, mi smo se nadali da će ove godine, kada krenemo na online nastavu, stvari biti
koliko toliko bolje. I ja sam sad htjela da vam ispričam situaciju koja se meni činila beskrajno zanimljiva. Dakle, pošto nisam želela više da mi prepisuju, nažalost, kad se bavite Andrićem, onda stravično različite tekstove možete da nađete u Andriću na internetu. Oni su apsolutno bez ikakvog čitanja. Ako im je zvučalo da je nekakva stručnjak pisao, oni su to kopirali i onda sam ja rešila da ćemo da svi odgovaraju tako što ću ja na streamu kačiti pitanje, a oni imati 60 sekundi, minut i po da svi odgovore na streamu i svi mogu da vide svoja pitanja. U međuvremenu mi je prijateljica koja je bivša učenica i koja je prevodila sa ruskog pričala kako je svom malom rođaku pomagala jer je na sličan način imao test iz ruskog i kako je dečak šerovao stranicu sa njom, a njih dvoje su bili na telefonu i dakle kada nastavnica postavi pitanje, ona vidi to pitanje na ekranu, kaže mu telefonom, on odgovara. Tačno i kako i naravno niko neće da ako ima dvojku da prepiše za trojku, svi prepisuju za petice. Tako da je online nastav pokazala da su nam đaci wunderkindi. Dakle, scena je Ana Karenjina, nekakva pitanja vezana za Anu Karenjinu, javlja se prijateljica koja je prevodila sa ruskog i kaže pomažem malom rođaku, znaš, šerovali smo ekran, ali jedno pitanje ne razume, možeš da mi pomogneš. Ja shvatim da treba pomognem u prepisivanju i kad mi ona postavi pitanje, ja shvatam da ona pomaže mom đaku. I kažem, izvini, a da mi daš telefon da ga ja zovem, pa mi će lakše. Dakle, akcija je nevjerovatna. Onda sam ja to ispričala na nekakvom skupu nastavnika, komentar je bio, ne pričaj javno, ministar će reći, moramo mu dati peticu iz informatike, naučio da šeruje stranicu. Dakle, količina prepisanog, nenaučenog je zastrašujuća. Ja sam prošle godine, želeći da deci bude interesantno, provodila po 5-6 sati, praveći jednu prezentaciju, sad ne znam, o Šekspiru, pa kao klikni da vidiš koja boja zastave na Glob teatru je bila, kad je komedija, kad je tragedija i tako dalje. Dakle, to je bila ko zna koja prezentacija koju sam... Naučila sam da montiram filmove, da bih isekla renesansnu komediju, da ne gledaju ceo film, nego samo da vide kako izgleda renesansna komedija, pa ja montirala vesela film. Sve to poslala, sve jasno, jeste. Ima li pitanja? Nema pitanja. Okay. Posle 7 dana javlja se prvi učenik i kaže, profesorka, mislim da ste zaključali prezentaciju, treba mi šifra da otvorite. Dakle, 7 dana niko nije pogledao to što sam ja radila. 5 sati, celu noć, učenje da montiram. Dakle, i život se završilo tako što sam greškom zaključala prezentaciju. I tako otkrila da ono što ja pravim, zapravo niko ne čita. Sad, jedan od razgovora sa njima koji je trebao, nadam se da malo pogura stvari ka napred, je ljudi, ovo će da traje možda 2 godine, zamislite da ovako neko studira medicinu i treba jednog dana da vas operiše, šta ćete onda? Onda su se malo zamislili. Dakle, užasno je zanimljivo, užasno jako je duhovito, ali ono što je veličanstveno da su klinici, da su đaci strašno dobro organizovani. Kad treba nešto se proveri, kad treba nešto se uradi, naprave spiskovi, dakle, to se pokazalo u ovoj pandemijskom ludilu da su nekakve veštine organizacijske razvili do neverovatnih razmera. Ali ono što se takođe jedan zanimljiv fenomen, nedavno smo morali, ministarstvo nam je skratilo, tako što je preko medija javilo, da nam za 7 nedelja skraćuje polugodište, ali vi morate zaključiti ocenu. To je nemoguće, naravno. I sad u toj opštom ludilu ja sam kao neke koji mi baš ništa nisu odgovarali, kao porazivala da odgovaraju preko Google Meeta. I došlo do jedne vrlo zanimljive zakonomernosti. Kada počinješ da pitaš na časovima književnosti, tog dana prestaje da radi internet u Užicu i svi majstori grada Užice rade kod gimnazijalaca. Dakle, to je nevjerojatno. Izvinite, ja bih da odgovaram, stvarno bih odgovarala, ali danas su majstori u kući pa je buka, ne mogu. Dakle, Jasminka Petrović ima jednu divnu knjigu koja se zove Škola bez dlake na jeziku. Tamo ima lista opravdanja za nedolazak na čas i jedan od meni najdržih je tata mi se zamonašio. Dakle, ovo može da se doda. Jedan je đak rekao, ruše mi kuću, ne mogu da odgovaram danas. Dakle, vi ne možete zamisliti kakve genijalne kako bih rekla, opravdanja za svoje neodgovaranje na Zoomovima, na Google učionici koje gde mogu da naprave. I od toga bi se mogla napraviti nova knjiga, nova škola u pandemijskim uslovima, ali je zaista zabavno i ako
nećemo da pričamo o negativnim aspektima svega ovoga, veličanstveno je kako se zapravo i u takvim uslovima može postići bliskost sa učenicima. Dakle, meni se čini da sam sad, kad smo potpuno online, bliža s njima nego kad smo dolazili u školu i oni su sad i maskama sedeli ispred na distanci, dakle, niti vidim ko su, niti mogu, dakle, ispostavilo se da mislili smo da su oči najvažnije za razumevanje ljudskog izraza lica, onda se ispostavilo da kad vidite samo oči ne vidite gotovo ništa od izraza lica, da su zapravo usta i važnija u svemu tome i mimika. Pa smo došli u poziciju da se jedva vidimo, jedva čujemo, ništa ne razumemo. Sad smo nekako bliži. I ove godine smo na festivalu imali 6 autora u gostima, a 3 online. I pokazalo se da Darko Cvjetić, da Goran Marković, da Josip Mlakić su uspeli da naprave atmosferu bliskosti. I iako smo ovako distancirani, osnovom pogledajte nas sada. Ne mogu da vas zagrlim, ali nekako imam osjećaj bliskosti sa svima nama i mislim da to možda možemo da izvučemo iz ovogodišnje online nastave. Žao mi još jednom što nisam naučila ništa na makedonskom, ali ovo sam naučila dece. Pozdrav. Hvala ти, Ружица. Ви благодариме, Ружица, за оваа приказна за згодите и незгодите од образованието, раскажана со ваква топлина. И ви благодариме што таа близкост што остварувате со учениците остваривте и сега со нас. Навистина е значено за вакви настани, кога гледате некој како ентузијастично и безпоштедно, би рекла, несебично се дава на своите ученици, вежба да прави, учи да прави видеомонтажа и колку и да е тоа залудно, еве сепак резултатот е тоа што децата развиле вештини на креативно размислување и тимска работа, така што не е се за џабе. Баш тоа. Јас сакам да додадам толку многу работи, Ружица. Прво, затоа што јас сум професорка и ми доаѓа сега и јас да раскажувам после ова. Посебно ме трогна ова со препишувањето. Јас имам страшен проблем со тоа нормално. Мислам дека во препишувањето се состои целиот неуспех на нашето општество. Меѓутоа, јас во текот на пандемијата учествував во таков процес. Јас пишував домашно по германски на едно дете. Затоа што толку беше нефер начинот на кој што се бараше тоа домашно, како се, тоа што немаше ни часови. Тоест, наставникот по германски им дава материјали онлайн, без врска на децата, и тие треба да напишат домашно. Нема предавање, нема ништо. Мислам, мрзливо, грозно, нефер. И јас викам, ако е така нефер, јас ќе пишувам домашно и добив тројка. Да, иако сигурно сум дека не заслужував тројка, сакам да кажам џабе и да секако ќе добиев тројка. Тоа е веќе едноставно едно друго прашање. Така што да не зборувам за ова за блискоста, верувам, Ружица, дека и покрај всушност ова што ни се случи со пандемијата и образованието, да, има многу негативни работи, се разбира, меѓутоа секако убедена сум дека ќе извлечеме позитивна поука од тево. Ako mogu da dodam ono što je zanimljivo, kao i svaka kriza, i ova kriza pokaže ono što je dobro i ono što je loše. Dakle, u obrazovanju vi sad možete vidite vrlo direktno šta valja, a šta ne valja. Mislim, meni su se đaci smejali, pošto su počeli da dobijaju masovno domaće zadatke iz predmeta čije časove uopšte nisu imali. Dakle, čas građanskog apsolutno nikad nisu imali i mi smo taj čas koristili kad nam treba da nešto da dopunimo. Dakle, prosto je bio u rasporedu, a oni su uvek slobodni. Kao prvi domaći koji su trebali da urede iz građanskog. Zašto? Zato što sad školski staf, direktor, pedagog i tako dalje, su u svakoj od učionice i oni mogu da vide šta profesori rade ili ne rade. I odjednom su oni koji apsolutno ništa nisu radili počeli da bombarduju domaćim zadacima. Tako da je to potpuno onako, sve se vidi. Dakle, i kad profesori rade kako valja, kad đaci rade kako valja i obrnuto, kada ne. Баш така. Надевам дека ќе можеме да продолжиме некогаш на темава со Ружица, додека трае пандемијава. Не, од пандемијава научивме дека можеме и да не во живо само да комуницираме, тоест може и вака. И би сакала сега Гузим да го замолам да ја представи нашата следна раскажувачка, Ениена Аети, која што мене исто ми е многу драга. Повели, Гузим. Eniena Aeti është përkthyese freelance, është përkrahase për barazi, gjithashtu prokrastinatore e pasuksesshme. Është adhuruese e
filmave, gjithashtu edhe e librave, që do t'i lexoj sapo të përfundoj raportin e ardhshëm. Enjena është nëna e një vajze kurioztare 6 vjeçare, e cila ka shumë pyetje, nën pyetje edhe nën pyetje, e në bazë të pyetjeve, të këtyre shumë pyetjeve që i parashton ajo, Enjena mundohet t'i kuptojë tjerët më mirë, ndërsa t'i tregoj vajzës së saj se si funksionon bota. Urdhno Enjena. Mirëmbrëma të gjithëve, dobërveçje në site. Unë jam Enjena Eti. Gjatë pandemisë kisha nderin të kaloj këtë periudhë si të themi cimere e vajzës sime 6 vjeçare, Elizës. Pasi burri ka vazhduar të punon gjatë pandemisë pak a shumë si zakonisht, unë isha ajo që kalova kohën më të madhe me të, duke i ndihmuar asaj që të njoftohet me botën shkollore, botën e pasur dhe të ndërlikuar të jetës shkollore në të cilën ajo hapëroi si nxënëse e klasës së parë, gjë që ishte shumë më e lehtë sa që mendoja, fal arsimtares së saj që më ktheu besimin në arsimin shtetëror. Kështu që kemi kaluar atë shumë kohë gjatë këtij viti të fundit që mendoj se në 5 vitet e para s'kemi kaluar atë shumë kohë, pasi që gati se tërë kohën kam punuar. Edhe unë mësova disa gjëra mbi vajzën time, derisa ishim së bashku të themi ne dyja. Por shpesh, domethënë unë jam përkthyese dhe interpretoj, domethënë përkthej dhe interpretoj. Dhe shpesh ndodh që të punoj prej në shtëpi. Derisa punoj në shtëpi, bisedat që i zhvilloj me klientët, i zhvilloj në shtëpi dhe normal ajo është e pranishme gjatë këtyre bisedave. Dhe kishte vëritur që shpesh, derisa ju prezantohem klientëve, unë kur e prezantoj veten si Ena. Më shumë se një herë, asaj kjo ishte dukur si e çuditshme, edhe një ditë më drejtua dhe më pyeti. Pse kur flet në telefon me punën, ashtu i thotë ajo, pse kur flet në telefon me punën, nuk e përdor emrin tënd, por i referohesh vetes si Ena. Nuk dija çfarë të them. Është vetë emri, domethënë nuk është se prej tani kam pasur domethënë me emrin probleme të themi, është një emër i rrallë që më ka dhënë nëna. Derisa isha e re më bezdiste shpesh, se gjithmonë gjendi dikush në çfarëdo grupi në shkollë, zakonisht që tallej me atë emrin duke gjetur nofka jo shumë origjinale, dhe gati se gjithmonë të njëjta. Madje më kujtohet edhe shpesh kur më ndodh të porosis në telefon diçka, ndonjë porosi, do të më pyesin, po ma parasysh përkatësisht në komentare, eni kështu, aha, në rregull, edhe në atë rast veproj si ajo Barcoleta e njohur kur njëri pyet tjetrin si shkruhet e Marta, thot lere, shkruaje të mërkurën. Andaj unë në ashtu raste në vend Enjena, eni si, shkruaje Mimoza. Disi kisha hekur dorë nga vetë emri tim, nga vetë emri im. Normal, situatat të tilla vazhduan të më ndjekin edhe në jetën profesionale. Mund ta paramendoni dikush e nis mailin, e gjen adresën në mail Enjena Eti, edhe pastaj trupi i mailit kur vjen e nderuara Enjena, Elena, Aliena, Aliana dhe verzioni im i preferuar Eneida. Edhe pse personalisht nuk i kam dhënë shumë rëndësi, ndoshta për shkak të faktit se edhe unë dobët i mbaj mend emrat, dhe për hir të pragmatizmit e shkurtova në Ena. Por vajza 6 vjeçare e kishte vërejtur këtë, edhe asaj nuk ishte dukur kjo në rregull. Unë ju arsyetova se është emër jo rëndomt, është i gjatë, jo gjithkush e mban në mend, por ajo tha jo. Babi e ka emrin më të gjatë. Edhe ai gjithmonë prezantohet me emrin e tij të plot. Edhe ti duhet të prezantohesh Enjena. A e mban në mend dikush ose jo? Është punë e atyre. Djenja kur ballafaqohesh me një fëmijë të vogël, që besoj se e kanë edhe shumë arsimtarë, veçanërisht ato që punojnë në klasat e ulta, të themi deri klasën e 3 të 4, se pastaj fëmijët edhe
mëson edhe ato që mos jenë ashtë sinqerte dhe ndoshta i hekin ato syze, ndoshta i vëndojnë syzet në fakt atër me filtra, deri atër jam më të sinqert. Nuk dija çfarë ti përgjigjem. Desha t'i them se sa të rëndësishme e kam unë jetën, punën, sa të rëndësishme e kam të jem profesionale, në fakt të sakrifikuj një pjesë të vogël që për mua nuk kishte një rëndësi të madhe që ta shkruajmë në ENA për hir të punës. Mirë po, atë nuk e kënaqi përgjigjja ime. Ndoshta duket si një çështje mjaft e vogël krahasuar me, të themi, probleme tjera me të cilat femrat u ballafaqohen në këtë pandemi. Sidoqoftë mendoj se ka të bëjë me gjendjen e femrave në pandemin, pasi që veçanërisht në pranverë u gjendëm në një situatë kur ishim të mbyllur, edhe e kishim do e mos të ballafaqohemi me realitetin tonë. Ishim në shtëpi, besoj se në gjithë vendin, edhe ishim ashtu siç ishim. Nuk kishte mundësi njëri antar i familjes të largohet, pjesa tjetër të mbetet antari tjetër, por ishim gjithë së bashku edhe gjithë e pam se si funksionon, si shoqëri, si funksionojmë si familje, si funksionojmë prindët, edhe ashtu më të tjerë. Ajo që situata me të cilët të afërmit e mi, veçanërisht ata që kishin fëmijë të vegjël, gjithashtu u ballafaqohen në pandemin, ishin të ndryshme. Në bisedat me ato veçanërisht shoqet të cilat kishin fëmijë që ishin të një moshe më të madhe, që mësonin nga largësia, nga shtëpia, ishte sado më e vështirë. Ankesa kryesore ishte se të gjithë obligimet në shtëpi ishin mbi femrat, mbi gratë, jo të gjithë, edhe pse normal, nuk ishte situata në secilin rast të tillë, por sidoqoftë kryesisht ajo ishte se jo të gjithë gratë kishin burra, jo të gjithë gratë kishin partner, por disa prej tyre kishin burra. Dhe shpresoj se së paku si shoqëri do të arrijmë të nxjerrim këtë si një konkluzion që së paku gjeneratat e ardhshme të fëmijëve që të vinë të rriten në një mjedis pak më të shëndetshëm, të rriten në një mjedis ku fëmia do të munden në mënyrë më kritik të shprehen, ku fjala e fëmijës do të ketë pak më shumë peshë, edhe që do të na detyron neve që të përparojmë, të shkojmë të hapërojmë para dhe jo të mbetemi në vend ose të kapemi për tradita si e kemi zakon në këtë rajon të Ballkanit, ashtu thënë. Aq për ne. Фала ти многу, Ениена, за ова исто повторно топла приказна со која што јас доста се соживеав, посебно со првиот дел со името. Мислам дека повеќето од нас имаат таков проблем. И фала ти за овие прекрасни пораки на крајот од твоето представување. Ана, можеш ли да ја представиш нашата следна разговор? Да, не можев да се видам тука на екран, па малка паника ме фати дека некаде сум отишла. Не, сама. Секако нашата следна, сакам да се заблагодарам истовремено и на Ениена за мене многу ми се допаѓа по твоето име. Надвор од таа културна пристрасност, уште од сам почеток кога нели како колешки преведувачки сум те видела, сум си рекла ова име најубаво ми е досега од колешкиве. Ама многу ми се допаѓа тој начин на кој што младите генерации не тераат да се соочиме со собствените кастрења на, така да ги наречам, на идентитетот и со собствените отстапки што ги правиме, затоа што во нивните очи тие сакаат да гледаат полни лица, нели? Не сакаат да не гледаат со скратени крила. Не само тоа, извини, само што ова ќе додадам. Кога ние ќе им дадеме правила по кои што тие треба да функционираат и им кажуваме ова е вака, ова е така, тие се првите кога ќе видат дека ние самите не ги почитуваме правила и ќе го кажат. Да. Така, да. Во секој случај многу е добро што ќерка ти е доволно комотна да те соочи со твоите недостатоци. Јас така си се тешам кога грешам нешто, па децата ми кажуваат се велам барем се слободни да ми кажат. Има многу деца што се плашам дека можеби се така заплашани малку. Добро, продолжуваме со уште една извонредна раскажувачка и активистка. Драгана Каровска-Чемерска е по професија правничка, исто така од преведувачко семејство доминираме на овој настан.
А по природа е бунтовна и гласна. 20 години работи во невладиниот сектор на теми поврзани со родовата еднаквост, женски прашања и човекови права, со фокус на сексуалните и репродуктивни здравје и права. Последните 6 години е дел од тимот на Хера, а како што кажав, инаку е активистка, феминистка, самостојна мајка на Дамјан, кој има 14 години, Ирис 4 години и кучето Макс. Драгана, ќе ни биде ние задоволство што сте тука со нас на овој настан. Повелете ве, молам. Фала, Ана. Јас не можам сега да се приберам од приказниве, особено од наставничкиве. Некако леле многу топли, многу сочувствителни, многу емпатични и многу сакам вакви наставнички. Сега малку поинаква приказна ќе раскажам од се другата страна на паричката. Јас никако да се одважам и да пробам да раскажувам за пич-прич, иако еве веќе неколку години им се воодушевувам на духовитоста, проникливоста на сите оние кои продефилира на оваа платформа. И еве конечно се одважив. И нормално во вакви услови мене ќе ми се случи, нели? На крајот на оваа прекрасна година, како да ми беше малку, па решив да се тремосувам и да си ја чукам главата што да раскажам и да биде забавно. А и пригодна е ова темава со врска со тремава, која што ни подразно не е забавна и која што мене некако ме следеше цело моје образование, и се уште ме следи сега кога имам дома ученик. Значи нема родителска, јас да немам трема. За последната родителска, која што нормално онлайн се случи, ќе ви раскажам на крај. И често се прашувам зошто е тоа така, ниту бев некоја што не учи, напротив, ниту правев бели, за жал. Не газев на мравка, бубица бев, ама ете многу се плашев. Многу се плашев, цело време имав некаква трема. И размислувајќи за првите години од моето образование, ми стана јасно зашто сум се плашала, некако сум го поттиснала тоа и не размислувам на своето образование, се фокусирам сега на образованието на моите деца. Ми текна на мојата учителка Живка, која гордо раскажуваше за својата техника на тегнење уши. За да било ефикасно, морало да го потфатиш тука дел од косичето на дувцето на 6-годишното детуле, ова 6-годишното јас го додавам, бидејќи толку имав кога го осетив на своја кожа и верувајте, техниката е врвна. Истата таа Живка ги плескаше под ланките децата во оделението со ленjer, и исто со некоја неверојатно ефикасна техника. Истата таа Живка на родителска на мојата мајка изјавила дека не може да ме поднесе, а замислете имав само 8 години, што ли толку су ме изнервирала кутрата за да изјави такво нешто. Од тие години исто така не можам да не се сетам на детето од моето оделение која секојдневно го навредуваа, го дираа, го тераа да пее Барселона како Монсерат Кабаје со Фреди Меркјури со однапред смислена кореографија. Си играат децата, така вика. Остај ги си играат. Остај ги вика исто така кога во малото сопче меѓу училницата и ходникот, каде што ги остававме јакните, во темница, момчињата ќе ги затвореа девојчињата и ги допираа со сила додека овие вриштеа на сиот глас. А мене ме болеше стомакот секогаш кога ќе посведочев такво нешто, кој еве конечно почнуваме да го нарекуваме врсничко насилство. Тогаш појма немав, не постоеше израз за такво нешто и немав појма дали е правилно или е погрешно, бев дете. Многу години подоцна јас сум мајка, од пред 3 години единствена родителка на моите 2 деца, од кои едното оди во школа, другото во градинка. Јарно, ама оваа година се случија неколку пеколни месеци, кога фино спакувано во мерки, уредби, што ти ја знам што, јас ја имав честа владата да ме ослободи од работа, бидејќи нели имам дете под 10 години возраст, па морам да се грижам за него. Ова другово, ако не па да го пратам на испомош, големо е. Може да работи овдека, акцент ставам на оние родители кои што имаа над 10 годишна возраст деца дома, и кои што така, нели, мораа да си ги остават, тие се доволно големи да седат по минимум 8 часа самите доми, да се грижат и за образование, и за
храна и за се што носи домаќинството само по себе во текот на тие часови кога нивните родители се отсутни. Така останав дома и секако морав да продолжам да работам. Мислам, како може мене да ме ослободи владата од такво нешто? Може да ме ослободат ако некој друг работи наместо мене, ама и тој треба да биде подеднакво платен. И навистина имам среќа што кај мене на работа има огромна солидарност, ама не може тоа да трае долго и не може некој целосно да го превземе она што вие го работите. И јас се уште ги чувствувам последиците од она работа што ми се натрупа тој период. А не можев да работам, бидејќи освен мојата работа и домашните обврски, она што денеска го нарекуваме неплатен труд во домот, морав да ја завршам и работата на наставниците и да ја давам целата моја поддршка кога од небо паѓаа некои тестови, за кои никој не се ни потрудил да го предаде материјалот, па син ми како секој типичен тинејџер со збуната фаца ми вика, па шо сум ја крив? Додека 4-годишната Синди Лопер и само прогласена принцеза решила да пее и скока, додека гради куќа од моите марами и шалови, а столчето на брати да служи како потпорен зид. Во истиот момент се случува еден од неколкуте во денот битни зум состаноци на кои чекав да бидам повикана да представам нешто, да образложам, да дискутирам, се правам малку паметна. И мислев дека ќе го расипам копчето од вклучи и случи тон, слика, чекај, слушаат, не слушаат, има некој позади мене, куќето лајнила. И сето тоа беше за џабе, бидејќи во моментот кога сакав да поентирам, да кажам нешто, моја препорака за нешто таму, не знам, битно, на китената Синди почна на целиот глас да вика ми се кака, буткајки чаша со млеко полна, која се распрсна на милион стакленца. Непријатно ви е сега, јас дека го кажав ова, замислете мене како ми беше во моментот на состанокот, зашто во истиот момент Макс почна да лае, тоа е куќето, како да му се појавил дух од некаде, и сето тоа затоа што ги слушнал во влезот дечките од пакет, кај кои во тој период пазарев онлайн. Или немавме контакт, никаков контакт со надворешноста, па све имаш, значи нарачуваш храна, продукти, намирници, све, само до врата, ти не мрдаш од тука. Зградата нема лифт, па замислете колку долго урлаше распаметен Песов, пред врата, додека не се качија до 4. Дамјан доби 5 на тој тест, јас успешно го завршив состанокот, не прашувајте како. Направив и ручек од намирнициве, ама после 2,5 месеци такво насилство од системот врз мене, бидејќи ме присили на тоа, јас решив да платам за да работам. Зошто да платам? Затоа што голем дел од мојата плата морав да издвојам за дадилка и да се вратам на работа барем на 6 сати дневно, за да концентрирано се посветам на она од што овозможувам екзистенција за моето семејство. Единствено јас овозможувам екзистенција на моето семејство. Во тоа време заврши школската година, откако неколку пати бев изигнорирана во мејлови или зачудено ми беше одговорено на моите прашања зошто сега сум се бунела кога во претходните тромесечја така исти оценки имал Дамјан. Туку ете сега ми текнало, кога зачудувачки изгледаше дека по инерција ставаат ниски оценки, иако во ниту еден момент не алармира дека нешто не е во ред. Напротив, браво, продолжи така, одлично, многу си подобар, и одеднаш во електронскиот дневник осамнуваат ниски оценки, за кои што јас не добив до ден денес одговор. А како одговор еве на почитуваната клас на претходните тромесечја бев во болница 20 дена со принцезата и се трудев да надокнадам на работа, па се случи короната. И дојде ова тромесече за кој што ете јас се бунам во мејлови. Значи, образованието кое што ќе го добие детето и начинот на кој се оценува зависи од тоа дали јас ќе реагирам или не, замислете. И тоа не по телефон, не по мејл, мора да отидете лично, да се потрудите како секоја добра мајка да чекате и да молите и да бидете фина, а неиспратените мејлови во мај, значи никогаш не добив одговор. Да сме имале разбирање требало. Ете, драги мои, тоа е насилство од страна на системот.
Во делението на син ми се уште цвета врсничкото насилство и тоа тој го почувствува многу добро на своја кожа, ден денес раскажува за тоа. Периодов дури јас сведочев на неколку епизоди врз друго дете во деновите кога бев дома во изолација заради сомнеш од инфекција од COVID-19. И едва чекав родителска за да споделам. Значи, бев шокирана комплетно што слушнав, кои зборови ги слушнав, какво однесување слушнав за време на часовите и меѓу часовите, особено во тие делчиња меѓу часовите. Иако и во мејл, повторно, обрна внимание за сајбербулингот кој што се случуваше на голем. Секако пак без одговор. И не знам зошто бев наивна да мислам дека конечно ако споделам ќе реагираат сите. Ги споделив и зборовите кои ги чув и мојата загриженост, не сакам да ги повторувам. И знаете што, сите молчаа како риби. Класната малте уште што не ми кажа дека лажам, бидејќи не било пријавено од децата, такво нешто не се случува. Толку. Замислете, возрастен ви известува, а вие не реагирате. Системот поддржува насилство. Единствено децата кои ме слушаа, тоа беа син ми и внук ми на кој што овој му вршеше пренос на телефон, изреагира и од позади само слушнав браво мамо. И Михаел вика дека си царица. Ова ми го ублажи гневот, кој го почувствував и стравот од помислата колку сме се оттугиле еден од друг и ништо подалеку од својот дом не гледаме, не интересира, и колку во образовниот систем и понатаму владее стравот. Има деца кои се плашат да одат во училиште, нека звони тоа. Тоа е мојата приказна. Фала ти многу, Драгана. Јас ти си викната, иако знам дека треба да платиш за да бидеш на Пич-Прич, да платиш за да работиш, на известно тоа што го кажа. И многу ти благодарам што прифати да бидеш дел од ова. Знам дека доаѓа во лошо време и дека за тебе тоа е екстра стрес, ама исто така знам дека си свесна што ни значи на нас ова што го кажуваш. Мислам дека раскажа нешто што е екстремно битно за нашето општество. Прво го начна тоа за кое што не зборуваме, а тоа е насилството. Насилството на школскиот систем врз самите ученици, а исто така насилството системско што се случува врз самохраните родители, како што си ти, а исто така посебно со акцент на самохраните мајки. Затоа што јас сум убедена дека и тоа што од тебе се очекува дека ти треба постојано како добра мајка да квачиш таму во училиште и да бидеш постојано присутна во животот на твоите деца, не се очекува тек така од татко, а уште помалку од самохран татко. Така што за тебе има многу двојни стандарди, за кои што апсолутно мислам дека мора да зборувам. Да, и морам да додадам дека јас не очекувам магично да се сменат овие работи. Ова е нешто што влече корени во самата поставеност на работите во системот, каде што вакви политики не постојат за еднородителските семејства. Ваква поддршка не постои. Не станува збор само за парични трансфери или финансиска помош. Тие услуги нам не се потребни. Значи, јас сакам да работам, јас сакам да заработам. Зошто мене да не ми се овозможи било каква, не знам, сега се социјалните услуги многу се новост во социјалниот систем кај нас, зошто такво нешто не постои. Сам преку ноќ нема да се сменат работите, меѓутоа мора да почнеме да работиме сериозно на овие прашања и ако сакаме да дадеме поддршка, да не биде тоа декларативно, туку да се фатиме за работи да ги смениме малку работите. Фала ти многу, Драгана, и од мене. Се надевам, мислам, многу релевантна тема начина и многу убаво некако се сопоставува твојата приказна, за која што сите сме свесни, затоа што сите имаме минимум по 10 травматични, насилни приказни од детството и од школските клупи, на оние претходно позитивни примери, кои што сепак и понатаму се реткост. И се надам дека ова раскажување на приказната барем малку ќе ти донесе некаква сатисфакција и катарзично дејство, затоа што мене ми носи, затоа што ми е јасно дека мала е поддршката од системот, мала е поддршката од останатите родители и од просветниот кадар најчесто. И се надевам дека со мали чекори, да, секако преку ноќ нема да се смени, најверојатно нема ни да ја видиме ние таа поддршка, ама можеби чекор по чекор ќе почнат работите да одат, ако се залагаме и ако веројатно имаме уште надеж. Не би знаела што друго да кажам. Ана се загуби. Важно е барем да почне
Кај Ана е проблемот? Да, кај неа. Да. Затоа што се знаеше кој е добриот и кој знае. Ана малку ни се закочи. Да, претпоставувам. Да, но добро, секако ќе продолжиме понатаму, знаеме дека може некојаш да се случат технички проблеми. Драгана, јас ќе додадам дека освен што си ми другарка, си ми многу инспиративна личност. И со тоа ќе продолжам понатаму, Гудзим ќе го Има во замолам. раскази, така? Не, во расказите те нема, затоа што не се многу позитивни моите личности таму ликови, молам немој да бараш да си ми во раскази. Одиме понатаму со Гудзим, кој што ќе ни ја представи нашата следна раскажувачка, тоа е Анита Латифи. Повели Гудзим. Realisht Anita Latifi tash edhe Selimi nuk ka nevojë shumë për prezantim. Të gjithë e njohim si fytyra kryesore e teatrit shqiptar këtu në Shkup, ku ajo punon me vite. Gjithashtu Anita ka mbaruar për juridik, gjithashtu ka vazhduar një shkollim tjetër në Amerikë për mas mediumet, por duhet të theket që 7 vjet i është cënuar e drejta për të shkolluar. Urdhno Anita, me tregimin tënd. Faleminderit, прекрасни дами, добра ви вечер. Ке ми треба малце време да се вратам од приказната на Драгана. Ке се потрудам да бидам ведра како претходничките. Guzit, faleminderit për detyrën. Tentova të jem në kuadër të konceptit. Ashtu si e keni saktuar ju, arsimi, pandemia, gratë, dhe ashtu do t'i titulloj në fakt 3 mini tregimet e mia. Që të gjithë janë pak a shumë personal, i pari më personali. Kur Guzi më ftoi të flas apo të rrëfej në Pish Priç, edhe kur ma tregoj temën, vetë me vetë e thash, çka mund të flet për shkollimin një njeri që nuk ka ndonjë arritje të veçantë akademike, një jashtëzakonisht shpeshta. Anita, Pak a shumë na të humbëm për pak edhe nuk e di, nuk është dëgju kjo pjesë. tash nuk e di deri në cilën pjesë, deri te numri kredive që kam apo më herët. Pak më herët. Pak më herët. Atëherë thjesht unë kisha dilemën nëse jam e përshtatshme si folse në këtë temë, duke marrë parasysh që nuk kam për veten time, mendoj se nuk kam ndonjë arritje të jashtëzakonshme akademike, bile duke parë pasqyrën e sotme të njerëzve që kanë magjistratura dhe doktoratura, unë mendoj se jam ndërmesatare. Por nga ana tjetër, kur më kujtojnë ato 7 vitet e pritjes të këtyre 240 kredive, apo të regjistrimit në fakultet, kur më kujtohet gjithaj ankth që e kam përjetuar, edhe kur më kujtohet turpi që unë e kam djerë, që nuk jam studente në kohën që bashkëmoshatarët e mi kishin të drejtën e studimit, Guzi besoj se kishe të drejtë që më përzgjodhe sot të rrëfehem. Përndryshe jam arritur në një familje për cilën shkollimi ishte prioritet dhe isha e ushqyer me këtë frym. Po flas për njerëz që janë shkolluar në një kohë kur më pak njerëz shkolloheshin, edhe kur kushdo që shkollohej edhe dallohej në shoqëri, për dallim prej sot, kur shumë kush shkollohet, por pak dallohen. Nëse në sytë e familjes time, për kapacitetin që kisha, unë duheshte të tejkaloj atë që ata kishin arritur, dhe duheshte të përfundoj si një individ me tituj të rrallë akademik. Edhe unë kisha shpresa të këtilla, derisa jeta nuk ma përgatiti grackën më të madhe, më të keqe, më të idhët që e kam përjetuar në jetën time, dhe ajo është ndalesa për të regjistruar në studime. Kjo ndodhi tash për opinionin që nuk e din, kjo ndodhi për shkak të faktit që unë isha një apatrid. Tash, paramendoni
një dëshirë të zjarrt që e keni, dhe kjo dëshirë asesi të realizohet. E tani, këtë shumojeni me 1.000 ose 1 milion. Nuk e di nëse kjo do të mund të përshkruaje atë që unë e kam bjerë në ato 7 vite. Në fakt, nuk e di a duhet ta quaj dëshirë, këtë nevojën time për të studiuar në atë kohë, shumë më shumë do t'i kisha thënë identitet. Shkollimi për mua nuk ishte dëshirë, ishte identitet dhe pa të e ndjenja veten të gjymt dhe të pakompletuar. Ndërkohë, mësova, në ato 7 vite, mësova si përgatitet, si udhëhiqet një emision në Radio Strug, në televizionin Kaltrina, mësova si shiten mobilje, mësova si shiten parfuma, se kjo ishte oferta e tregut të punës në Strug ku jetonja. Dhe ajo më e rëndësishmja që e mësova ishte të mos dorëzohem. Dhe në fakt, kjo pritje 7 vjeçare është ajo që krijoi identitetin që unë kam sot, që është luftëtare. Ky është ai tregimi i parë dhe ende jam e ndikuar shumë nga Dragana dhe jam shumë emocionuar me të gjitha ato që i tha ajo. Por tregimi i dytë, ai që ka të bëjë me pandeminë, lidhet ndoshta më shumë me parafolse tjera. Dhe është pak më allegro ta quaj, por edhe i dhimbshëm njëkohësisht. Atëherë para pak ditësh takova një djalosh të familjes 10 vjeçar, edhe si me çdo voglush, llafazan, bisedonim shumë për punën e asaj se si shkon tani mësimi online apo mësimi në distancë. Më tregonte kështu detaje të lezetshme nga orët, nga të gjitha lëndët, edhe në një moment më tha, sot ta kisha informatik. Thash, po çfarë mësoni në informatik? Kështu, kot si pyetje. E filloi të më tregoje se çfarë mësoj në informatik, tha, po është interesante se për shembull, një shok i imi nga klasa ja bën arsimtarit mute dhe arsimtari nuk di ta bëj unmute. Prit, cili arsimtari, cilës lëndë? Më tha, arsimtari informatikës. Imagjinoni çfarë kontraverziteti. Do të thënë, një arsimtar të cilit i është dhënë lënda e informatikës, për të cilën është evidente që nuk është mjaftueshëm i përgatitur, apo nuk është mjaftueshëm i bërë update, apo i përditësuar, dhe nga ana tjetër nxënës që janë të zot apo më të zot se vet ai, nga i cili duhet të mësojnë. Ky ishte një rrëfim i shkurt i pandemisë, edhe ai i treti që lidhet me gratë dhe me shkollimin njëkohësisht, po që do t'i bie, si themi ne, nga Kina apo nga shumë larg. Tregimi i tretë lidhet me dokumentarin e fundit të David Attenborough, Jeta në planetin ton, që bëri goxha buj, dhe që siç thot ai është një testament i tij mbi planetin, një dëshmi e tij edhe një vizion për të ardhmen e këtij planeti. Për ata që nuk e kanë parë këtë film, film dokumentar, Jeta në planetin ton, bëhet fjalë për një rrëfim me argumente shkencore se çfarë i ka ndodhur planetit Tokë, apo çfarë i kemi bërë ne si njerëz planetit Tokë në 100 vitet e fundita. Përndryshe, Attenborough rreth 70 vite përgatit dokumentare mbi natyrën në çdo cep të botës, dhe në këtë tregimin e tij të fundit, që zgjat 83 minuta, ai ka bërë një klithmë për vedijen ekologjike të secilit prej nesh që do ta ndjek këtë dokumentar. Attenborough thotë se kemi shans për të korrigjuar gjendjen e planetit nëse veprojmë menjëherë. Tash pse shkova te ekologjia, pse shkova te ky film dokumentar? Pikërisht sepse në ato 83 minuta, krahas të gjithë aspekteve të dhimbshme të planetit ton,
pash diçka që për mua ka qenë një prej shtyllave më të rëndësishme të shoqërisë dhe sipas Attenborough qen ka edhe një nga shtyllat për të ruajtur planetin Tokë. Në rekomandimet e tij kryesore se si ta shpëtojmë planetin, në fakt si ta shpëtojmë vetveten dhe njerëzimin, po e citoj për fund, thot të ju mundsojmë vajzave të qëndrojnë në shkollë sa më gjatë të jetë e mundur. Ju faleminderit për mundësinë. Faleminderit ty, Anita, për këto tregime tuat, me të vërtet prekse dhe shumë domethënëse. Unë e kam njoftu me kohë identitetin tënd si luftëtare edhe për mua reflekton fort. Rumena, Ana? Да, извинете, јас морам ми е страв дека се слуша кога има македонски превод, па затоа се ставив на мјут. Фала ти многу, Анита, од многу аспекти ја фати приказната, го дополни целокупниот овој контекст за образованието, за пандемијата, па дури малку и универзален контекст му даде на крајот, така што многу ти благодарам и од порано сме сакале да те викнеме на Pitch Preach, и еве сега конечно те имаме. Така што фала ти уште еднаш што прифати што си тука и што создаде така една целокупна слика што го заокружи овој Pitch Preach. Навистина уживав вечерва со сите претходни раскажувачки и драго ми е што ме поканивте во вакво друштво. Фала многу. Јас сакам да кажам посебно на крај дека ова многу ми беше значајно дека го споивме Pitch Preach со Трегиме Пјешкаш, затоа што веќе некое време сакаме некако да се споиме со Гудзим и со тоа што тој го прави, а посебно ми е драго затоа што се работи за еден напор што би можело да го наречеме регионален, бидејќи прв пат имаме тројазичен Pitch Preach. Знам дека е малку технички различно и дека може да биде можеби технички и проблематично, ама јас се гордам со тоа што го направивме тоа денес. И јас да се надоврзам, Гудзим само кратко, прва благодарност до Анита, сега сум од малиот интернет. Имаме една само мала анекдота, сега имаме една шега интерна, не феминистичка, меѓутоа си ја кажуваме. Кога цел ден сте пред лаптоп на големиот интернет, и ќе завршите, што нема што да правите, ќе земете малиот интернет да видите што има на малиот, тоа е мобилниот телефон. Така сега јас од малиот интернет се вклучувам, само на кратко се благодарам на Анита за оваа прекрасна тема и мене многу ме погоди тој документарец и точно тоа го запомнив, колку е важно, особено девојчињата да останат во школа колку што е можно подолго, што уште ни кажува за тие огромни нееднаквости на глобално ниво. Сакам да се заблагодарам во однос на оно што Румена го кажа на нашите две преведувачки, толку ми е убаво што слушам настан со превод, обично јас сум во улога на таа што преведува, и да се заблагодарам на Линдита и на Едона што навистина прекрасно преведуваат и што ни овозможија и на тие што не знаеме доволно албански да го слушнеме овој настан. И сега Гудзим повели. Faleminderit gjithëve që keni ndoa kohë, por unë nga interneti vogël, siç e tha Ana, gjatë kohës kur vazhdojnë në tregime, të mora një mesazh nga Merita, që ndërkohë që e ka ndëgju tregimin e saj, një mësuese tjetër i ka shkruajt për një projekt të cilin ajo kërkon mësuese shqiptare që do të kyqen edhe do ta realizojnë edhe në gjuhë shqipe. Prandaj edhe kur ndodhi kjo lidhje mes Pitch Preach dhe Tregime Pjeshkash, unë isha shumë falënderues ndaj Rumenës edhe Anës, që edhe këtë vit në një farë mënyre u mundësua dëshira ime të ketë Tregime Pjeshkash, po edhe të njëjtën kohë është kjo connection, ky network që na bashkë e bojnë. Edhe faleminderit. Да, фала ти многу, Гудзим. И уште некои благодарности да поделиме вака на крај. Прво да кажеме дека Pitch Preach го правиме заедно со Титинг и тука се нашите девојки Јана Коцевска и Благита Петрова. Да сакаме и фала многу за се што правиме заедно. Секако го поздравивме и Ненад Тонкин. И да ги поздравиме на крај луѓето поради кои што всушност нашите спонзори од кои што имаме поддршка за овој настан. Квина Тилквина.
Фала и многу на квините и дел од квините се тука денеска, така што фала ви за вашата поддршка. Кома дизајн студио за сите работи што ми ги работат. Фала ви многу и публиката на крај. Јас стварно, иако не ве гледам, се чувствувам како да сум некако со вас, познавам многу имиња од овие од Zoom што ги гледам од страна во participants, а исто така гледам и на Facebook дека ни оставате коментари, но вистина многу ни значите, сепак пич прече тука поради вас. Да, и јас од малиот интернет да се заблагодарам за вашето внимание. Навистина не значи вашата постојана поддршка и кога имаме киксови, кога правиме технички грешки, се надеваме дека нема да ни земете за зло. Благодарности од мене до донаторките од Шведската фондација Квина тил Квина, љубов огромна за Баци, Јана и Ненат, и да не се повторувам, се надевам дека остануваме понатаму заедно, дека ќе наоѓаме се понови поубави форми да ги раскажуваме овие приказни и дека конечно ќе успееме да го направиме општество подобро за сите. Се гледаме наскоро. Oh.